се наоѓаме пред Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, а колку се значени лекторите за нашето општество, тема на која што денеска зборуваме со професор доктор Елена Јованова-Грујовска, директорка на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков и магистар Марија Антарска. Добро утро, како сте утрова? Добро утро, благодарам. Добро утро и од мене. Во сабота се одржи средба на лекторите, токму тука во Институт за македонски јазик. Така е. Институтот за македонски јазик ги поддржува сите активности што придонесуваат за унапредувањето на статусот на македонскиот јазик кај нас и средбата на лекторите утре е еден таков чин, значи со оглед на тоа што ова здружение функционира веќе со години, меѓутоа ова е сега ново раководство кое што е, знаете, на почетокот сите се полни со елан, ама мислам дека ова раководство ќе остане на здруженијето, новоизбраното, ќе остане полно со елан до крај, сите 4 години. Значи, по неколкуте средби што се имаа и со станоци и така натаму, се договори утре да биде еден отворен ден за сите лектори. Има покана и многу е убаво што македонската телевизија се вклучи во популаризација на овој настан, значи независно дали добили или не добиле покана лекторите, утре во 11 часот сите се добредојдени во кај нас во нашиот институт, во амфитеатарот, ќе биде средбата со лекторите на која што ќе можат луѓето да се информираат, нашите колеги лектори ќе можат да се информираат за горливи прашања, значи и да си ги кажат своите проблеми, со кои проблеми се среќаваат во работата. Меѓутоа, знаете, тука сега има веќе и некои финансиски работи кои што ќе треба да се решат, односно ќе треба едноставно да си размениме мислења и да видиме како ќе одиме понатаму и особено сега со донесувањето, со актуализирањето на донесениот закон за употреба на македонскиот јазик, каде што функцијата, улогата на лекторот е многу битна, нели? И ние мора веќе како здружение на лектори мора да си ги штитиме собствените интереси затоа што носиме голема одговорност. Одговорност која што во иднина би била санкционирана доколку не се придржуваме кон тоа што треба да го правиме. Во минатото имаше ситуации кога беше злоупотребувано името на некој лектор без да биде прашан, сега веќе не смее да се случува такво нешто и сега ние треба да се договориме како сето тоа ќе тече. Потоа има еден друг момент, а тоа е моментот дека со новиот закон треба да се распишуваат конкурси во сите државни институции, огласи за вработување во сите државни институции, да се вработат лектори во сите медиуми, да има лектори доволно, нели, во локалната самоуправа и така натаму. И се разбира, ние сметаме дека има сепак една добра бројка на лектори кои што можат веднаш да се вклучат во работата. Да, тука ќе вклучиме и Марија. Каков е статусот на лекторите по македонски јазик? Пред се добро утро и од мене. Па може да се каже дека статусот на лекторите последнава година е навистина подобрен, а секако тоа е благодарение на новиот, веќе не е толку нов, веќе има една година од донесувањето на законот за употребата на македонскиот јазик. Секако носењето на законот не е доволно. Навистина е потребно многу работа за да се спроведе сето она што е законски предвидено. Веќе можеме да забележиме дека има активности поврзани со формирањето на инспекторатот за употребата на македонскиот јазик, меѓутоа секако предстои многу напорна работа. Во тој контекст би го споменала и Здруженијето на лекторите на Македонија, кој што, како што рече професорката Јованова-Грујовски, чии членови сме и јас и професорката, веќе последниве месеци е навистина активно.
Здруженијето има донесено свој план и програма за работа. Дел од тоа е и нели и отворениот ден што ќе се одржи утре во Институтот за македонски јазик. Поканети се сите лектори, вие како медиуми да не поддржите, да се запознаете со мисијата и визијата на Здруженијето. Понатаму лекторите ќе имаат можност, оние што сакаат секако, да се зачленат во Здруженијето, да се запознаат со своите колеги и секако да разменат искуства. Професор, ке споменавте дека лектори се потребни секаде. Каде најмногу треба да се интервенира? Медиумите навистина би требало да имаат поголем број на лектори, затоа што ние секојдневно нашата работа токму таква, да пишуваме и да информираме јавност. Значи, задачата на лекторите е исклучително важна, особено сега со почетокот на формирањето на инспекторатот за употреба на македонскиот јазик. Значи, мислам дека тука треба малку да се забрза постапката и малку побрзо да оди веќе и нели конкурсот, изборот и така натаму на лекторите. Зошто? Затоа што лекторите ќе бидат нашите главни чувари на чистотата на македонскиот јазик, затоа што лекторите можат да го прегледаат секој текст, да интервенираат и мораат да интервенираат во секој текст. И на тој начин, всушност, лекторите едноставно ќе бидат на браникот на македонскиот јазик. Значи, мислам дека ова мисија нивна ќе вроди со плод. Минативе години колку што се можело, меѓутоа сметајте дека друго е со закон. Значи, законот, доколку се применува, ние имаме многу закони кои што никогаш не заживеале, донесени се, постојат на хартија. Се надевам дека овде нема да биде таква ситуацијата и дека овој закон ќе се применува максимално. А младите треба да го чуваат, се разбери, негуваат нашиот јазик, како да се подобри статусот на лекторите во нашата држава? Па пред се, сметам дека треба да се подигне свеста за значењето на јазичната култура. Секако за подигнување на таа свест многу чинители може да придонесат. Пред се тука сметам дека е многу важна државата. И она што единствено, како што рече и професорката, единствено што треба да го направи и е доволно да го направи државата е всушност да овозможи ефективно и ефикасно применување на Законот за употребата на македонскиот јазик. Понатаму мощни значајни се и самите лектори. Значи, самите лектори, доколку сакаат да бидат почитувани, самите треба да се почитуваат и да се ја почитуваат својата професија. Секако тука се сите чинители на општеството кои што може да придонесат. Тука би ги ставила и медиумите, кои што се многу важни и кои што може да дадат свој добар пример со подигнување на нивото на јазичната култура. И секако, секој оној кој што вели дека си ја сака државата, дека ја сака Македонија, треба да го почитува македонскиот јазик, а единствен начин да го почитува е со тоа што ќе се придржува до стандардно јазичната норма. И така, всушност, и македонистите, и дел од македонистите што се лектори, ќе им биде подобрен статусот во државата. Благодарам на одвоеното време, секако покана до сите. Се гледам утре во Институтот за македонски јазик. Се гледам утре во 11 часот, а сега јас би упатила само еден апел, тоа е до нашите граѓани, пораките што ги пишуваат по социјалните мрежи и на СМС пораките да бидат напишани на кирилица. Навистина убава порака, благодарам уште еднаш. Ви благодарим. Како што спомене и професорката, да бидеме чувари на нашиот македонски јазик, затоа што е еден и единствен.